се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Околу 30 лаптопи се здиплени од Министерството за односи меѓу заедниците. 61% од 244 вкупно вработени во институцијата може би одат на работа, а може би и не одат. Зошто иако има систем за евиденција на присуството, тие не се отчекуваат за влез и излез. Горивото се точи без да се знае во чии резервоари, со што се отвора сомнежот дека може би се полнат приватни резервоари и по пописот фалат средства на Министерството во износ од 25 милиони евра. Ова го констатирал Државниот завод за ревизија во најновиот ревизорски извештај за оваа институција за работата во 2024 година. Во извештајот пишува дека недостасуваат 30 лаптопи и не се знае на кого му се доделени, а и припаѓале на институцијата. На 19 декември 2025 година Стојанче Јовановски, сега осомничен за наведување на самоубиство на сопругата Ивана Јовановска, која заедно со кирката скокна од балкон на зграда во Скопско Тафталиџе, ја тепал во паркот во Ѓорче Петров пред очите на детето. Целиот настан го посведочила и го пријавила во полиција Ивана Белчева, активистка против семено насилство, која за Слободен печат ни солзи опиша како го гушкала и заштитувала девојчето. Затепањето среде бел ден во паркот во Ѓорче Петров пред сведоци на полицијата и требале 45 дена за да го информира Центарот за социјални работи Скопје за прекршок против јавниот ред и мир. Оттаму не кажуваат дали и тие испочитувале стандардната процедура за да го заштитат детето, за кое имале сознание дека е сведок на малтретирање на сопствената мајка. Според ЦСР, МВР го пријавило насилството кај нив на 2 февруари годинава, иако тепањето се случило на 19 декември лани. Коментирајќи ги резултатите по повод Светскиот ден на дебелината 4 март, Институтот за јавно здравје вели дека има сериозни предизвици со исхраната и телесната тежина кај македонските деца од 6 до 9 годишна возраст. Речиси секое трето дете, 31,2%, во Македонија на возраст од 6 до 9 години има зголемена тежина, а 13,7% од децата живеат со дебелина, што е над европскиот просек од 24,11%, покажува студијата на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Зголемената тежина и дебелината се почести кај момчињата во споредба со девојчињата. Од аспект на физичка активност, 40% од децата поминуваат повеќе од 2 часа дневно пред екран, независно дали е тоа телевизија или електронски уреди. Евакуацијски авион на Ер Србија со 67 патници слета ноќеска во Белград од египетскиот град Шарм ел Шејк, објави Нова. Во авионот покрај државјани на Србија имало и граѓани на Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска и на Словенија, кои биле евакуирани од Израел. Државниот секретар во Министерството за надворешни работи Дамјан Јовик истакна дека обврска на државата е да се грижи за своите граѓани во сите околности, и во добро и во зло, и дека токму тоа е причината за организирањето на евакуацијскиот лет за граѓаните кои се нашле во подрачја зафатени со војна, се наведува во соопштението на Министерството. Два грчки борбени авиони F-16 стационирани на Кипар полетале во средата откако околу 9:30 часот бил забележан дрон во близина на либанскиот воздушен простор, кој може би бил насочен кон британската воена база Раф Акротири. За сега не е познато дали дронот бил пресреснат или соборен, објави Катимерини. Грција распореди вкупно 4 борбени авиони F-16 Viper и 2 фрегати во одбрамбена операција насочена кон заштита на Кипар од потенцијален ирански напад и како знак на солидарност на Атина со Никозија. Два грчки воени брода утрово пристигнаа во близина на Кипар, а Атина го опиша тоа како одбрамбено распоредување со цел заштита на островот од можен ирански напад.
Иран го одложи државниот погреб на врховниот лидер Ајатолахот Али Хамнеи, кој беше закажан за вечерва во Техеран поради очекувана невидена посетеност, бидејќи земјата се соочува со масовни израелско-американски напади. Церемонијата на збогување за маченичкиот имам е одложена, а нов датум ќе биде објавен подоцна, објави иранската државна телевизија откако Хамнеи беше убиен во американско-израелските напади за време на викендот. Координативниот совет во Техеран соопшти дека погребот на Хамнеи е одложен за да се даде време за проширување на инфраструктурата поради огромната побарувачка од целата земја. Силите на НАТО за противвоздушна и противракетна одбрана распоредени во источниот Медитеран пресретна иранска балистичка ракета што леташе кон турскиот воздушен простор, објави Турското Министерство за национална одбрана. Ракетата беше испалена од Иран и пред да биде пресретната поминала над ирачкиот и сирискиот воздушен простор. Во соопштението за медиумите на Министерството од 4 март се навидува дека балистичката ракета испалена од Иран била навремено пресретната и неутрализирана. Остатоците од ракетата на пресретнувачот паднале во округот Дортјол во покраината Хатај, откако заканата била уништена во воздух. Москва денес ја обвини Украина за напад со поморски дронови на рускиот брод што превезува течен природен газ во Средоземното море, кој конечно потона денес во зоната меѓу Малта и Либија. Танкерот беше под санкции на САД и Велика Британија како дел од така наречената флота во сенка на Русија. Според либиските власти, потонатиот брод се наоѓа на 130 наутички милји северно од Сирт. Судбината на најмалку 101 лице е непозната, додека 78 се повредени во напад на подморница врз ирански брод покрај брегот на Шри-Ланка, изјавија за Reuters извори во морнарицата и Министерството за одбрана на Шри-Ланка. Предходно, министерот за надворешни работи на Шри-Ланка, Виджита Херат, објави дека неговата земја спасила 32 сериозно повредени морнари од иранска фрегата што потона денес надвор од територијалните води на островот. Министерот не ги прецизираше причините за експлозијата на овој воен брод. Повтор пат за 2 дена објектите на Саудија Арамко беа цел на напад. Рас Танура, најголемата домашна рафинерија на државниот нафтен гигант на Саудиска Арабија, беше погодена од непозната ракета, изјавија првични извори за Reuters. Министерството за енергетика на Ријад потоа објави дека нападот бил извршен од дрон и дека не влијаел врз работењето на рафинеријата. Според соопштението, нападот не предизвикал никаква штета и немало прекин во снабдувањето. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. За се што е ново, се информирате преку нашиот портал slobodенpečat.mk. Пријатно!